Општина Прилеп овој период се соочува со еден навистина голем предизвик, а тоа е пожар во областа Мариово. Веќе неколку дена кризниот штаб на општина Прилеп заседава постојано, каде што координираме моменталните активности кои што се одвиваат на терен од страна на стручните лица. Морам да истакнам дека на самиот кризен штаб постојано сме во комуникација и со градоначалникот на општина Прилеп, Борче Овчевски, од каде што се информираме и се координираме за активностите и одлуките кои што ги презема кризниот штаб. Моменталната состојба можам да кажам дека од информациите кои што ги добив од луѓето кои што се на терен, а тоа е дека критично е кај селото Крушевица. Загрозено е од два фронта. Меѓутоа таму имаме лоцирано доста екипи, лоцирана и армијата која што денеска излезе на терен со 50 луѓе. Исто така лоцирани се и специјалните единици на полицијата и навистина вложуваат надпросечни напори овој голем пожар да не слезе до самото село. Исто така, пожар кој што вчера рековме дека нема опасност кај селото Пештани, се движеше во друг правец, меѓутоа ветрот го смени правецот на пожарот и веќе повторно се движи кон селото Пештани и таму имаме лоцирани противпожарни екипи кои што работат на тоа да не стигне повторно пожарот до селото Пештани и да се заштитат куќите од населението. Од последните информации кои што ги добивам, исто така пожар има под репетиторите кои што се наоѓаат во областа кај селото Штавица. Огнот е слегува веќе надолу, меѓутоа се уште не е фатена боровата шума, што е добро во овој момент и тука се прават навистина големи напори од страна на луѓето кои што се ангажирани од националните шуми и секако и противпожарните единици, екипи од Прилеп. Меѓутоа морам да истакнам дека како и предходните денови, така и денеска имаме навистина голема поддршка од противпожарните екипи од нашите соседни градови, меѓутоа не само соседните. На терен излегуваат и противпожарните единици од Гевгелија, од Валандово, од Виница, од Свети Николе, од Радовиш, во Битола мислам дека ја спомнав, така да јас сакам во овој момент да изразам огромна благодарност за поддршката која што ја добиваме од нив, за тоа колку што можеме повеќе да го зачуваме овај отворен појас кој што веќе надминува, ако вчера велевме дека линијата на отворениот пожар има 20 км, сега можеме и да речеме дека има можеби и повеќе од 25 км, додека површината која што е опожарена или зафатена со овој пожар надминува и од 8000 хектари, но тука ќе истакнам дека не станува збор за борова шума, станува збор за површина која што е со ниска вегетација или високо, но сепак е високо структурирана трева која што навистина прави проблем и таа е таа која што прави голем густ чад која отежнува работата на терен и на пожарникарите, меѓутоа и на воздушната поддршка која што имаме сите овие денови. Вчера имавме на располагање хеликоптер и авион во воздушната поддршка, а денеска имаме на располагање еден авион поради тоа што на ниво на територијата на Република Македонија се појавил уште еден критичен пожар, така што денеска од Центарот за управување со кризи поддршката ја дадоа со еден авион, значи воздушната поддршка. Тој во моментов е активен и действува и ќе биде насочен пред се во координација со стручните служби кои се на терен кај селото Крушевица. Исто така не го спомнав она кое што во последен момент го добив како информација пред да излезам на разговор со вас, е тоа дека пожарот има и над манастирот Прилепец. Меѓутоа се уште тоа е високо, некаде нивната проценка од 500 до 1000 метри високо од манастирот Прилепец има пожар, меѓутоа пожарот слегува надолу, но ќе се насочат и поголеми сили тука за да може да се локализира и да не продолжи да се движи и да слегува истиот кон манастирот Прилепец. Во моментов денес имаме на располагање 150 луѓе, 50 како што спомнав се од армијата, 30 се од специјалната единица на полицијата, имаме противпожарни единици како што реков од повеќе општини и од Прилеп.
на располагање излегува и Сдруженијето од Битола Архангел Михаел, а последната информација до мене стаса дека ќе се вклучи и Сдруженијето Картуш денес да излези на терен. Се надевам дека ќе бидат во координација со командирот на противпожарната единица и ќе добијат насоки каде да делуваат и да действуваат тие. Нема воопшто простор за паника, воопшто нема простор за паника, нема простор за загриженост. Доколку сега сакате да го отворите прашањето и за зачуденоста која што беше изминативе денови, која што ја чувствувавме изминативе денови, јас можам да кажам дека доколку го отвориме сите линкот на официјалниот линк од Министерството за животна средина, кој што го проследува квалитетот на амбиенталниот воздух, ќе видиме дека општина Прилеп загрозеноста на воздухот е ниска или дури многу ниска. Така што параметрите воопшто не се ни приближно до максималните вредности. Еве јас во моментов ги имам и на располагање азотниот диоксид е 42,336, а додека максималната дозволена граница е 200 мг на метар кубен, или јаглеродниот моноксид е 0,696, а максималната дозволена вредност е 10 мг на метар кубен, и сулфурниот диоксид 5,586, а максималната вредност дозволена е 125 мг на метар кубен, така да воопшто нема простор за загриженост, а камоли за паника меѓу нашите сограѓани. Она кое што го чувствувавме како миризба овие неколку дена, да, сите го чувствувавме, меѓутоа стручните служби кои што го проследуваа нивното размислување на кризните штабови, јас ќе пробам да го пренесам нивното размислување кое што го споделија со мене како началник кој што го водам кризниот штаб во овој момент, е тоа дека тој мирис вчера што го чувствувавме доаѓа впрочем од пожарот кај Велес, од Велешкиот пожар. Впрочем, ружата на ветрот кој што ја го носи мирисот доаѓа од тој пожар, а се уште не го чувствуваме мирисот кој што доаѓа од планината позади Селечка. Се уште оценките се дека потребни на терен ни се пешадија која што е стручно обучена и која што има соодветна опрема на себе и која што може навистина да влези во овај густ чат и пожар кој што го има на многу места раширен во областа Мариово, но морам и тоа да го споменам дека има загриженост и опасност да премине пожарот што е кај Крушевица кон Битолскиот дел, кон селото Орле. Во овој момент не можеме навистина да упатиме таков апел и повик за доброволци, меѓутоа морам да истакнам дека местното население кое што е во тие делови и населени места навистина се вложува и помага, впрочем и тие се и водичи на противпожарните екипи и на екипите од армијата.